Почитувани гледачи, добар ден и добродојавте на програмата на К3 телевизија. Како што знаете, во обичаен термин за утринска програма Нов ден. Денеска навистина мислам дека ќе биде доста интересна емисијата од повеќе аспекти, бидејќи во нашето студио имаме релевантен гостин, стар сограѓанин на Куманово, кој ќе ни каже многу убави моменти од богатата историја на нашиот град. Не би сакал многу да губам време, бидејќи овде имаме фотографии поделено на 4 периоди од Кралството Југославија, потоа од другите 3 периоди, каде што ќе ги прокоментираме заедно со нашиот и ваш гостин, познатиот академски граѓанин од Куманово, господинот Александар Џартевски. Господин Џартевски, благодарам што најдовте време да дојдете во нашето студио и да им презентираме на гледачите многу убави фотографии од повеќе периоди на градот Куманово. Благодарам за поканата. Задоволство ми е да учествувам во емисијава, бидејќи се работи за мојот роден град, кој изуzetно си го сакам и го уважавам, а мислам дека знам и доволно историја, барем од еден период кој трае веќе 85 години. Така сега, јас би ја замолил режијата веднаш да од мојата десна страна јас донесов во студиото една многу интересна фотографија, односно еден, како да кажем, ова се почитувани гледачи луѓето од Советот на општина Куманово 1929 година, кои дадоа несебичен придонес во изградбата на Соколана. Тоа е градоначалникот Чира Маневич и овие 33 советника на градот Куманово, кои не жалеа време и труд се бореа Соколана да биде направена во што побрз можен рок. На оваа слика тука има некои стари сограѓани, има дедовци, односно има еден дедо на познат политичар сега во владата на Република Македонија, тој е господинот Чира Жерновски, еве го доле, и тука има уште многу познати кумановци, веројатно некои од граѓаните ќе ги припознаат своите дедовци, прадедовци и така натаму. Фото Трајковиќ Куманово ја сликал оваа фотографија и на некој начин, благодарејќи на мојот драг пријател Драган Филиповиќ Топган, кој ја сочувал оваа фотографија, ми ја подари да ја донесам во студиото и да ја презентирам пред кумановската јавност. Навистина многу важна фотографија за историјата на градот Куманово. Сега, господин Џартевски, да го продолжиме ние нашиот разговор. Како што рековте, како што реков јас, ние ќе пишеме 4 периоди од вашиот живот. Конкретно што? Па видите, во мојот 85 годишен живот, практично сум живеел во 4 различни држави. Првото е Кралството на Срби, Хрвати и Словенци. Второто е под краљ Александар. Второто е за време окупација Царство Българија, за време на цар Борис III. После тоа е време на после ослободувањето, време на ФНРЈ, после нормално СФРЈ, али тоа е се една иста држава, и на крај Република Македонија. Периодите се различни и во мојата меморија. Можда најинтересни се оние доживувања што ја ги има во своето детство во времето до почеток на Втората светска војна. Во тој период Куманово беше поделено на повеќе мали, а наследено и со називи доста од Отоманската империја. Градот беше поделен на мали. Една
Као административен центар, тој е дел од кај џамијата, кој сега да речеме стаја повеќе и у други градови во Македонија, се вика Варош. Тука е бил административен центар, тој дел се наоѓа џамијата, тој предел на џамијата, Карши, тука беше Саат кулата, Амамот и други административни згради, Беговата куќа, зад сегашниот хотел Куманово. А после се надоврзува други мали, тоа е кој се помине улицата 11 октомври од другата страна, постоеше Ендек мало, за неја сум највише врзан, пошто тоа е моето мало. Тоа е територија на денешна, поплаќе кажам, тука ќе беше Ќурчијана. Опинчарско сокарче и главном кој Трговска улица, тогаш Поенкаре, сегашна Ленинова улица, и се тоа до Тумба и Плоштадот. Сега, да не губим многу време, вие донесете фотографии од период од 1921 до 1941 година. Веднаш стартуваме со оваа фотографија, ова е вашиот татко. Да, тогај со Соколското движење кое постоеше во Краљевина Југославија, доста у тоа време млади и средовечни луѓе беа членови на Соколското друштво и по нивни иницијатива и углавном со нивни донации и помош и изградена Соколана, они со цел да се развија физичката култура, така да тука беа практикувани вежби на справи и во салата се играше и одбојка, а подошно и хазена, тоа е нешто као претеча на денескиот ракомет. Вашиот татко што работеше? Татко ми беше држеше кафана, подосно тоа беше едно мало хотелче по денешните години, Караѓорѓе на улица, сегашна улица Ленина, одно испод Вартекс. Веднаш да прикажеме таа кафана и да прокоментираме овдека се. Тука углавно доаѓа еснафи, луѓе кои справија изделки. На овој дел е нашата фамилија, родителите, браќата, ова најмалото сум јас. Овие овдека група беа углавном предузимачи, тоа се поверзирани мајстори палири кои погаѓа и градеа куќи и делно тука имаше добри мајстори зидари. Иначе клиентела му беше и доваѓа доста од Шлегово, од Кратовски крај, од околните села, пошто позади имаше и конјушница. Да објасниме, ова кафана, ова фотографија е сега испод сегашниот Вартекс. Да, сега у моментот е тука изградена седмокатница, Так. као Новој Бекат. Иначе Тука е на вашата нова фотографија вашиот брат. да, и 20 браќа се тука. Так. Еден кој седи, еден е тамо во прозорецот. Иначе во Овдека гледаме еден кувар тука со бела капа. Да, не е кувар, тоа е финансиска полиција. Како кувар. Постоеше, да. Овдека во натред се обавезно имаше по еден момак кој работеше во такви локали. Иначе улицата Поенкаре или сегашна Ленинова, тога беше многу позната по многу кафани кои ја колко се сеќам, негде околу 15 имаше на тој потек од Плоштадот па до скверот доле, кај учело беше и Кратова кафана. Беа истакнати кафаните на браќата Гареви, на браќа Пешеви и подосна беше исто култна кафана Палас. Так. А у тој период се викаше Бајловски Ан.
И надолу имаше на Јанчичеви, на Челопечани и други помали, на Деривук, други помали. А куриозитет беше посебно кој сега обект кој скоро доживеа пропаст, падна горниот дел. Тоа беше Гран Хотел. Тоа кај што сега кафе бар 7 беше. Седумка кај што беше, Така, точно таа. Порано тука на Горница било бордел. Така да многу често меѓу овие муштери знаеше се да се жалат дека имале кавги со жените, пошто ги интересирало малце да зирна. Одиме понатаму, господин Џартевски, ова е значи период на фотографија од 1921 до 1941 година. И некој да кажеме дека нашиот соговорник неодамна наполни 85 години, нека ви светен роден ден. Благодарам. Одиме понатаму. Ова е вашиот брат, врвен гимнастичар. Да, еден од подобрите врвен беше Асов Какла. Да, и него коментираме. Он беше исто добар гимнастичар, беше добар пливач и играше одбојка. Така баше беше посвестран, али углавном беше вежба на spravi. Каде ова фотографија сликана, дали знаете? Ова е фотографија кај стариот базен кој беше у парк. Постоеше еден, мислам дека е тоа, дека беше да имаше еден бунар, па кој го затворија и на тоа е прави вага. Одиме понатаму. Овдека е исто брат ми со една група од негови следбеници на истиот тука обект. Да, многу интересна фотографија. Овдека е исто брат ми, тој е најстариот брат од нас четворица, само ова е на некоја плажа, мислам дека е во Белград или Софија, не знам. Да, значи ова е во друг град. Да. Ова е слика од излет на тогај за Ѓурѓевден, за некој така се излегуваше углавном на студена вода, на вруча вода, режановски врби и тука доле близу кај што е сегашната спортска сала постоеше кладенец. Тој беше најблизок и тие беа места каде што луѓето од тие генерации, средни генерации у тоа време си изнавоѓа малце дел за одмор. Дали знаете некоја од ова фотографија? Па, морам да кажам дека не ги знам другите, осим татко ми, мајка ми и јас сум тука, најмалиот тука. Добро. Тоа е важно. Ова е од Солун, Беаскуле, каде што Владе Петканка, еден богат, голем трговец со жито, моите родители, и нив ги водеше, не може се момена да се сетам името, Грк беше, Јане Грк. Он, пошто беше Грк, и наводеше одушак да ги одведе понекогаш да си ја пропагира својата земја, мада он беше лојален граѓанин и добар трговец и меѓу другите грци што беа тука, наши комши, Кондокалис, па Дувлис, постоја доста грчки фамилии кои овдека работеа углавном како трговци и носа некои продукти од Солун. Така и настана оние соларци после кои носеа сол. Да. Мојата фамилија по мајка се Морјанци, исто пошто оделе на трговија. Сега јас кога истражував за Соколана, сум насекаде бил, меѓутоа вие ми донесовте едни фотографии кои јас сега пропат ги среќавам во животот, меѓутоа и многумина кумановци. Ова е некое здружение, да, мислам дека е у тоа време, за време бивши краљевина Југославија, постоеше едно здружение на жени коло српских сестара. Тоа беа углавном жени повидни во градот, кои тука се бавеа малце и со хуманитарна работа, ќе собереа
Макар да тоа ги смета за газ и тоа не беше некоја, кој знае какво богатство, али за тоа они ќе земеа некоја вуница, ќе сплетат некои джемперчиња, некои и други работи за бедни и ги деле и после тоа има обичај да се сликат пред Соколана. Да, ова е историска фотографија. Ова е слика некоја година кога Соколана се пуштила по 1931 година. Така, да, одека е негде 39-та, вајда 38-39-та, мислам дека така е. Ова е фотографија исто нашиот занечиски дом. Таа фотографија овдека и пишува фонд за нас дома Куманово. Тоа е некоја врста на бон кој се откупува како донација за доградба до довршување или за плаќање кредити од Сдружение на занаечии и на тој начин се имат помагано. Карактеристично нешто за Куманово, што ја на друго место не сум многу сретнал, тука постои само придонес. На тој начин е градена и Соколана доаѓа. Занаечиите имат изградено занатски дом, ловџиите го имат ловџиски дом. Се тоа со некои нивни донации, прибирање на пари, значи постои една солидарност да се направи нешто и за градот, освен она што нормално према држава да направат некои даноци. Да споменеме кога сме кај Соколана и кај занатскиот дом, легендарниот архитект, ваш колега Владимир Антонов. Да, ова е негов проект, као и двете општини, куќа на Ѓорѓе Аџи Попов на улица Ленинова и тука имаше на плоштата на, мислам дека беше таа на Владичеви, така да тој е руски имигрант, беше муштерија тука, ја матно се сеќам на него, пошто доста руси, Леонтие, тој Иван дооѓа, беа муштерија кај татко ми и по тоа го знам. Так. Ова е сега на след Кумановски соколи. Соколи беа движење кое, рекол се бавеа со широки спортски игри, кој после практично нивен наследник беше ДТВ Партизан. И истото тоа движење у Бугарија са јунаци, овдека се само соколите. Тука е татко ми, овој, се извинам да, Киро еден предузимач и Климе Сливов. Интересно е сега кога ми доаѓа на памет тука дека овдека е татко ми е Климе Джартов, он е Климе Сливов и тоа се 20 граѓани на град Куманово кои се Климе и од тогаш ни до сега нема друг Климе. Така. Интересно. Ево и позади пишува, запишено е 1935 година. Фотографија за историја. Одиме понатаму. Сега, ова е истата. Ова е од истиот след, свесоколски след, кој се одржава у Софија, у Прага, у сите славјански земји. Ова е со соколи бугари кои ги нарекува јунаци. Так. Али карактеристично е да униформата и кај едните и кај другите само до половина префрлена практично преко раме. Тако било стилот на облекување. Да, облекување. Овој господин треба да го прокоментираме. Ова е татко на легендарниот спортски работник од Куманово, основоположник на гимнастика Александар Наумовски Скакла. Ова е неговиот татко. Трајко. Како човек беше Трајко? Трајко беше добар трговец. Неговата куќа и ден денеска постои на улица Браќа Ривар, повеќе катница, у градски стил,
беше трговец, ќерка му Нада беше професор по македонски јазик, меѓу другото и мене ми предаваше. Синот е скакла. Внук му е врвен пулмолог во Скопје. А Чичко Трајко беше многу педантен, изузетно педантен човек, секогаш угладен, дотеран, испеглан. Иначе, ова е интересна фотографија сама по себе, што... Ево, ќе завртиме од спортивната страна да прокоментираме. Да. Мојот дедо, Арсо Джартич, е... 1921 година. Да. Еве. И пишува, драги така нешто. Тетине, да. Пошто Тетин му паѓаше. Честита Ускрс, Великден. Празник. Се јавува од Мостар као војник во 21 година. Украјно десно, ако гледате, наследена е Куманово и одоздола пишува Македонија. Да. 1921 година, кога краљевина Југославија теке на станата, так. Со српскија ќирилица е напишана, али е Македонија. Интересен документ, еве, кој скоро 100 години стои. И да се вратиме на оваа слика, да го прокоментираме. Ова е, значи, татко на најголемиот спортски работник Александар Наумовски Скакла. Знаеме, господин Джартевски, дека Александар Наумовски Скакла е основоположник на гимнастика, на многу спортови, човек кој дал многу генерации. Каков впечаток на вас ви остави Александар Наумовски Скакла? Он беше чаршиски човек, секој беше по чаршија со секој имаше муабети, а иначе кој спортски работник и влюбеник во спортот, створи доста генерации после него од вежбачи кои беа врхунски во Македонија. Скакла беше повеќе пати републички првак. Так. На повеќе справи. Посебно мислим дека му беше разбој, дека му беше специјалност. Еве, мора да ги споменеме и другите великани на спортот од тоа време. Вие подобро ги знаете, Свето Аврамовски, Свето Аврам, Гоце Травковски, Јордан Сливовски, Оцко и други спортски работници, кои секако имаат своје место во богатата спортска историја на градот. Апсолутно. Гоце беше предавач и мене ми предавал во гимназија. Гоце Здравковски беше строг, али многу праведен човек и добар педагог. Знаеше да посебно обрнуваше внимание на трчање и на атлетски други атлетски дисциплини. Па еве, може да ни кажете вие кога сте учеле основна школа, што ве учеа професорите, какви беа учителите? Доста интересно од ова временска дистанца да се слушнат младите генерации. Како е бил образовниот процес во ваше време? Видите, у Краљевина Југославија ја има завршено забавиште. Ја имате сликата, фотографија тука. Еве. Горната. Горната фотографија, веднаш да ја прокоментирам. Од 40 година. Тоа се практично две оделенија, каде што после излегува кроз генерации доста стручни луѓе, посебно во хуманитарните науки. Која ви беше учителка? Па една од двете, мислам дека се викаше Марија, да. Таа левата. Так. Со детето. Дали може да ни кажете барем некој човек од оваа фотографија? Да, еве тука учело до... Со прст покажете. Ово е Момчило Лазаревски, врвен гинеколог, професор на медицински факултет. Добро. Кај сте вие тука? Сега, многу не можам да ги... Ово е... 'Борче... 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 'Borче... 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 'Borчe... 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 'Bor
Ова долу белата кошула, белата е лекарот Драган Георгиевски Лингур, мановски лекар. И други познати граѓани. Да, и други сега малце се ми ситни. Добро. Сега другата слика доле е веќе за време окупација до другата страна. Ова, да. Тоа е пред основното училиште кој ден денеска постои. Тоа е Ова е Крстен Мисирков. Да. Мисирков, тога се викаше Екатерина Симичиева. Учителка Екатерина Пеева. Пеева. Добар педагог. Добар педагог, кротка жена и за нас тога учителите се многу значими, се многу убави. Сите беа убави. Овдека е, ова е Шуманка, до неја е на Лила на Обиризимац жена. Ова се со плетенчиња е пивоварова Радмила, на столе после еден голем активиста жена. И други сега не може доволно да ги видам. Добро, ќе завртиме. Доаѓаме до втора историска фотографија пред Соколана, која се надевам кога Соколана ќе стане музеј, ќе си го заземе своето место внатре, бидејќи ова се една од илјадниците фотографии кои во Соколана поминале. Да, одека гледам пред ова како го сеќам, тоа беа жени на познати трговци од Куманово. Домаќинки нормално. Да, во Куманово тоа време има многу трговци. Да. Може да испоменеме некој ако сакате, еве, чисто да знаат гледачите дека и трговци, и занаети. Па видите, ја малце би ги набројал овдека оно што мене ме обкружуваше, Ленино лице, викам, пошто она Варош е била повеќе административна така наследена од турскиот дел, и градот почнал да се развија на овој дел наомо према Стара црква, као Ендек мало, около Серава, каде ние десно си го поминавме, пошто она беше избетонира, тука си игравме соди, криенки и слични работи. Ќурчијана беше исто интересна, Опанчарската сокарче, каде постоја доста и други занаети, постоеше теникиџија, јажари. Ја би ги набројал некои у Ќурчијана, нормално беа обработка на, она беше кој обекат многу интересно, она беше атриум, двор, триаголен, на сите три ќошка се влегуваше и излегуваше. Едно одма беше директно кој иде на Стара општина, другото беше према Плоштад и овамо према Ленинова улица, преку една Сокарши и Серава, се обработува кожи, затоа ме кожухари и такви некои работи. Да ги наброиме дека од овие дуќани што тука во Ендек мало, углавном од трговски дуќани беа бакалници, култна беше на Пешев Чауш, бакалница, велешани, пошто нели овдека постои велешки со както е сегашна народна револуција, караванџиски се доводели со мулиња и коњи, носеле сол, шарлаган, тоа е зејтин, кој е ладно цеден, и така да доста трговски дуќани ги држаа велешани или башиноселци. Меѓу други Пешеви, на Панче Пешев татко му, Гареви, Джимери, сите си практично дојдени од тука и се етаблирале у Куманово. Би ги наброил дека имаше бакалници, манифактурни радњи, тоа беше некој собствено производство го продаваше преку трговска мрежа тука, дуќанчиња, ситничари,
тоа денеска веројатно младите ништо не знаат, тоа беа дуќани кај се продава копчиња, игли, конци и слични работи, манистри. За домашни потреби на плоштадот на ќоше со циган опанчарското сокарче постоеше на Дишковиќ трговски дуќан кој продаваше углавном порцелан и Така. тенџериња и бронза. И многу други Да. занаети. Имаше текстил, железари, бои и лакови, житарски работи, дуќани, брашнари. Да. Цела Сега улица сакам да ве Бештата, прашам, да. Куманово е познато по многу мали, реколте Велешка, Да. Карап, мала Соколанска, мала Пиротска, мала. Какво беше ривалството помеѓу тие мали? Се напреваруваа ли во некои, да кажеме, вака еве спортски дисциплини или нешто друго? Имаше ли некое ривалство вака за тие години? Па у тоа време и немаше некој, беше тоа мирен период. Едино, знаете, секогаш постојат оние детски војни игри. Непосредно пред војната, пошто тога немавме играчки, немавме ни фудбали многу, ретко можеше да се најде да има некој фудбал, почна да се прават пушки и пиштоли од некоја даска што ги се најде и војувавме мала со мала. Мада тоа беа, не беше, тоа беа мали големи површини, овдека ги викавме мали, али еве на улица Панче Пешев и нашето овдека од Ленио бојувавме, кој ќе почне околу Стара црква, мавање со камења, одвај успеа да не обузаат старите. Стиграли и џамли, Џамли, да, кленза војска, што е знам, криенки, наречен джелик. да, джелик. Имаше Тоа поново специфичност за Куманово, крија магарица, еден ке застане у зид и сега други еден по друг хрипат еден преку Да, друг. да, да. Ајде да прокоментираме ова фотографија исто од оној период пред Втората светска Светска војна. војна. Ова е Горка Морјанска, иначе моја тетка со ќерките, двете ќерки и трите сина. Сите три сина се познати кебапчии беа. Најстариот е Киро Калуца, кој беше шеф на ова палас. Така. Страшко е најмалиот, тој беше доле у бањата на шеф на тој ресторан. Врсен кебапчија, тоа добро ги опиша Масевски у овие кумановски кафани, каде припаѓат и кебапчиите. Ова е најстарата сестра Драга, која беше мажена у Шкуртеви. И тука е она сама со децата за тоа што у тоа време се уште постоја војводи кои не сака да се помират со кралството на Срби, Хрвати и Словени, него беше член на ВМРО Петар Поповски, војвода и комита. И пошто он дојде, ќе има деца, али него го нема. Он углавном е бил на територија на Бугарија. Така. Одиме понатаму. Ова е фотографија исто многу специфична. Ова е наш клуб на наша улица. Ова е долу топка. Да, тоа беше единствен фудбал, не знам од кај го веќе некој беше донел да го имаше, али видите дека е малце поприлично спесан веќе кога е доста амортизиран. Кои се овие луѓе на фотографија да ги Тука најголемиот е Ацо Дудиќ, татко им беше Шнајдер, Врсен Шнајдер, он отиде после у Америка. Што ја држи топката е негов брат Коле Дуда, Така. кој беше професор по француски јазик и живееше после у Велес. Овдека има еден прв братучет и мислам дека поради тоа што
беше изгубил валјда еден од родители, овие Дудевци ги држеа ко свој. Тој е Златковски, беше професор на градежен факултет, Гаршо. Да, тоа кошаркар беше. Кошаркар, тоа се кажа. Ово е овдека е Воислав Аџи Поповиќ, од Аџи Поповиќ е овдека татко му држеше една од големите книжарници, граничеше со нашата кафана. Петар Ѓорѓевиќ, Ѓорѓе Ѓорѓевиќ. Ово е овдека Ане Кокински, еден врсен вежбач исто беше, на справи и добар пливач. Крајниот е мојот трет брат поред, пошто јас сум најмалиот. А овде е Томе и Тане Шебек. Единствено овој живееше усте тука на Ленинова Сингер, тоа беше пристанишно на Сингер и мислам дека он беше негде од Србија, татко му дојден тука ко представник, а овие другите Сингери беа, таткото беше човек кој врши услужни дејности. Еве, ова е некој момент кога се подготвувале за фудбалски направа. Да, не натера да го вечиме таа слика. Така. И ова е најстарата фотографија, можеби. Тука можда е најинтересно заради тоа да се видат кои беа носиите. Кои се било? Ова е Вујко ми и Вујна ми, тој е Санко Морјански. Тој исто беше угостителски работник, главном после кебапчија, и он ги створи со мајка им Горка, неговата сестра, ги направи кебапчи да бидат онака врсни мајстори. Тоа исто го има кажано и Масевски во неговите испитувања ми ја дојде на некои такви созданија. Не знаеме каде е направена ова венчавка, меѓутоа многу интересна фотографија од пред 100 години. Овие тога и постоја салони и сега салони имаше некоја бледа од позади, со свеќење позадина и беа така, тоа веќе поза. Така. Завршуваме со овој период, значи пред Првата светска војна, Кралството Југославија, и доаѓаме сега оние фотографии 44-45 година. Меѓутоа, господин Џертовски би ја запрашал, што ви е паметите од Втората светска војна? Што ви остана во вашата меморија? Па, викам, освен тоа што ја насетувавме више војната, почна мобилизација на овие што беа резервисти. Сега кај што е спомен Костурницата беше касарна, стара касарна и сите ги прибраа тамо, меѓу другото поради тоа што и татко ми и сите таа генерација. Мада он у тоа време имал тоа е 44 години. Да, млад човек. Да. И 6 април кога почна бомбардирање. Надетува штуки и се завратија на неколку пати штуките тука за бомбардирање, али тоа почна на 6 април рано наутро. Падна една бомба, близо до нашата улица, кај Ќурчијана постоеше еден склад за дрвени материјали. И една долекарска автобуска станица имаше еден лекар, тука живееше Навков, и тој еден беше виден човек, сега моментот не може да му се сетам на името, и он загина. И кога се криевме веќе негде, родителите не пика да седнем, да се подпикаме под маси, ние дома имавме елак, викат за вода. Тоа е бетонски направено посуда кај се прибира водата од чешма. И тука, и кај се мија садовите, потоа бетонско тука не ставија, и едно излегување надвор, дворот пошто беше бетониран, имаше сигурно сантиметар два, една фина прашина, и сите отидовме во збег. Збегот беше во црквата Свети Ѓорѓи, мислам дека се вика, Света Мина, пардон, горе
кај гробиштата. Не прашавме за вашата мајка, што имаше таа работено? Па и мајка им беше углавном домаќица, али беше тоа беше семејен бизнис. Татко ми поред тоа што беше газдан кафаната, он ренташе ништо повеќе. Таа кафана имаше повеќе од 100 квадрати, збираше значи повеќе од 100 души, кој ќе беше пазарен ден ќе се напунише, тој еден помошник не можеше да помогне, него сите помагавме. Сега да прокоментираме овие фотографии од период 44-та, која е ова фотографија? Тоа е еден кумановски сокак, да речеме, од стариот дел на градот. Не многу значаен, нема значаен обекат, али викаме, еве, овака, брат ми беше, му купија фотоапарат и Цајсикон, позната фирма од тоа време. И таа е една од тие фотографии која е сачувана. Другите може да бидат поинтересни, и ово е нешто такво. Ова да види. Овдека, нали се тешко да гледате, дека постоеше река и постоја вади кои одеа према Воденици. И сега у една таква вада, него му било интересно да направи еден интерес, што мислим интересно е, пошто толку беа чиста, гледате шатки, значи имало и риба, и имало и жаби. Да. Ова е подалеку една куќа близу до Амамот. Испод Амам, тоа е негде кај што е зградата на поранешна зграда на градежно предпријатие Козјак. Тука. Так. Тоа водеше према градскиот парк. Нека е градски стадион сега што е. Да. Малце Добро. испред градски стадион. И ова фотографија. Ево е џами, ова е од една бочна улица, каде директно се гледа челната фасада на џамијата, значи делот Варош. Веќе сега тука се оформуваат, у тој време веќе беа оформени едни градски куќи, беше направен хотел Куманово, од другата страна едино тука што углавном се беше обновено, осим беговската куќа која остана и се сруши со градење на новите згради. Ова е нормално, тука видите дека се и со фесови, и со едно друго тоа се уште имаше турци. Градење на Куманово. Градење на Куманово, староседелци. Ова е декември 1941 година. Сега ова е еден дел, видливиот дел на влезниот дел на Амамот. Куполите и едно друго што беше старо, баш купатилото, го нема тука на слика. Овој дел е влезот, преку двор се влегуваше, а се пробуваше преку мовче, пошто постоеше вада која водеше доле према Воденица. И овој дел беше еден влезен хол со шедарвани, наплата. Тука се продава кракери, тоа е некоја врста газоза која се, али порано тие беа шишиња кои беа горе со стаклено топче и требаше да се удри да се отвори. Тоа младите не го знаат. И беа соблекувалните. А од тука се влегуваше во другиот дел на Амамот, кој што имаше на централниот дел округло плато подигнато негде као парапет. Какво осеќавање на вас ви остави господин Џартевски овој Амам, кој за жал сега не постои? Па Амамот беше единствено нешто, пошто бидејќи куќите беа, пошто не постоеше вода од куќите, нема купатила. Амамот беше едно култно место каде што постарите ќе не одведе на бањање и ќе не старлија додека не скинат кожа, што се вика, бидејќи тоа се еднаш неделно, не знам како која хигиена беше тоа, али тоа е. Одиме понатаму. Штета е што пропадна која Амам. Ова е ловарскиот дом со некој прилаз, вака како што е. Сегашниот ловачки. Да. Тога е, речи си, довршен. Так. Одиме понатаму.
Ова беше начин на трговија и излагање на тумба. На тумба е да секој четвртак кој беше пазарниот дел на дел од площадот, кој беше делно калдармисна дел земја, се изнесува производи на гранчарите. И тука се продава. Да, посебно беше интересно кога ќе дојде задушници, бидејќи пошто духовна задушница, тоа беше, се носеше едно канатче, овие се канатчиња, бидејќи немат чепурка, а другите се бардачиња, се носеше канатче со ореови лисија, по обичај Ова така наречен бардак. Да. Бардачиња, така ги вика. Па вие, ова е канатче, пошто нема она чепурка да може да се пие, Так. а треба само да се налива. Многу интересна фотографија. Колку се убаво и тоа убаво подредено. Исто тоа е нормално, кој секојаш имаше просјаци. Да, и во тоа време има просјаци. Како не? И гледате тамо дека има веќе по нагоре дека има кола. Некој продава своите производи директно од кола, печенки и некој така, и тука се продаваше и зелка, кога е сезона. Меѓутоа, вие во ваше време, господин Џартевски, сте имале традиција, се знаело кој ден што се јаде, и денеска, мојата баба се сеќавам, па и овие постариве, во петок гравче на тавче. Па тоа беше обавезно. Посни денот беа среда петок. И нормално старите постојат цели великденски божитни постои и за голема Богородица. Одиме понатаму. Ова е исто една од тие улици кои беа врзани тески со качиња, али некои беа калдармиса, некои земјани. Тоа беше тој најстариот дел Варош. Така. Ова е исто. Ова е улицата, сега да речеме, мислам дека е Братство единство, дека се вика, која оди од стадионот према горе, кога доаѓа испред џамијата. Да. Пошто видите дека горница, и тоа гледате дека само некои камиња има, тај пешки да се оди, друго тоа е све земја. Одиме понатаму. Да, ова беше по една поширока улица, бочно така на ќошите, за зафаќа џамијата да се гледа. После уз неја тамо беше комитет. Од друг агол. Од друг агол, каде е зафатена и Саат кулата. Така. Не знам, тој тука имаше едно мала площадка, како еден сквер. Не требаше да се уништи тоа, али добро, тоа социјалистичка изграда отиде така. Да. Се немаше сенс за старина, ево исто со Саат кула. Саат кула, да. Дававме предлог да Амамот не се дозволи да обстане, требаше да обстане и дававме предлог дори да се направи, да биде ресторан во национален стил, али некои, не сакам да именувам личности, кои беа во власта, ќе направиме лапидариум на Кумановски музеј. Тоа никогаш не се оствари и се изгуби. Ова е веќе у распаѓање Ќурчијана. Гледате, мал дел од тамо се гледа на општинска зграда, тоа е негде кај Пчела, тој дел што се гледа кога надград, у позадина. У позадина. И одека тој се гледа се, да. Кога сега е распадната. Сега одиме по ослободувањето, господине Џартевски, вие сте вредно овдека ажурирале, педантен господин Џартевски, 45-та, 58 година. Па другиот, ја мислам дека младите период го знаат. Добро. Фотографии Можеш со ова да почнеш, што е... Ова сега да видиме. Да, ова е нашата. Ние прва когенерација. Гимназија, Гоцеделче. Година завршувавме и тоа е прва фотографија. Ево тука си и професорите. Да, професорите, Поцева, Наумов, Рубен ни предаваше француски, еве го Гоце Здравковски од лева страна. Да. Испод него е
Еве сега камерата ќе зумира колку може. Да, не можам да го видам точно добро. Тука горе е директорот во чело. Директорот е десно, а лево обавезно да водиш некој представник од Министерство за образование, а директорот Левко Арсовски е за мене личност број 1 што постоела у образованието на Куманово. Ево, 1951 година, Да, матуранти, генерација ваша. Еве, доле е Зоја Којзаклиева, предаваше руски, лево од неја ни предаваше македонски професорот, тука е Сречко Георгиевски, Ставре, и ова е... Имало другото моја интересен назив, генерација. еве, горе читаме полна гимназија Гоце Делчев. Да, Што тоа значи? па, тоа значи дека еве за младите можда е интересно. Реков ја за време Краљевина Југославија завршив забавиште. За време окупација основно образование, а кога после ослободувањето немаше, тога немавме осмолетки, него имаше претходно, кога се настави со основно образование, ние продолживме со прогимназија. Тоа беше исто 4 години и 4 основно, значи тоа основува осмолетка, а после беше гимназија и затоа вајда беше крстена полна гимназија. Еве сега да вратиме во слика, Да. рековте легендарниот Левко Арсов, Да. кај држи говор, да го прикажеме овој господин. Професор, авторитет, едуциран, он претходно имаше завршено богословија. И пошто веќе западнавме у богословијата беше деградирана, нели, со комунистичко движење, така да он имаше завршено филозофија. Човекот беше многу едуциран, изузетен оратор. Ја дури откако заврши, и он секогаш кога ќе се дава дипломи на крај на годината, за секој имаше да најде добар збор, али сите ги знаеше, се пратеше. Со изузетен авторитет, така и за граѓаните, така да и меѓу други татко ми довоѓаше и откако ја веќе заврши гимназија, одеше да го слуша на завршна свечаност кога ги предаваат дипломите од матурско. Тоа едино беше некоја свечаност. Што вие, господин Џардевски, паметите од гимназијата, некој во спомен да ни кажете? Па видите, ние у основното образование не добивме многу. Сега, кога дојдовме овдека у прогимназија, ни предава професори кои нема завршени факултети, биле добри или почнале студии, војната ги затекнала па не можело, така да они учеа од книги што они учеле. Историјата беше таа што ни ја сервира од ученици, учебници кои се од Краљевина Југославија или Царство Българија, и се снаоѓа на свој начин, едино беше да има добри томашиња, нели она што беше НОБ, ама сепак Добри мислам педагози. дека испадна добри генерации, пошто тоа се покаже после со стручноста на оние сите што завршија школи. Углавном, мислам дека 90%, повеќе од 90% завршија факултет од целата генерација. И оно што ние постојано го потенцираме во овие наши емисии кога разговараме со стари граѓани на Куманово, се знаело, имало почит кон професорите, кон учителите, тоа било неприкосновена работа, барем така кажуваат. Точно, имавме ние некои од старите професори, историја Нацка што предаваше, знаеше да предава, стара учителка. После гимназија имавме многу добри. Професорот Спасо кој ни предаваше математика, пред тоа ни предаваше на Русин, кој не знаеше многу добро да пренесе, пошто беше доста лошо зборуваше македонски, али беше изузетен математичар. Он за да ни даде равенка, он прво ќе си прозбори со себе, ќе дојде до резултат и тоа ќе не го зададеше за да дојде да види дали ќе дојдеме до тој резултат. Сега да прикажеме фотографија, вие сте во исчекување
на соопштување на резултатите од матурата. Да. Бевте ли возбудени? Па, у секој случај, да, мада мање више, повеќе знаевме секој кој резултат го покажа. Да ви кажам, право, матурата беше еден испит кој многу значеше. Тука не се одеше само со една тема. Испитите беа од македонски јазик, од математика, од историја, и кој како имаше и пишувани, али углавном си одевме тамо да не испрашуват кој на час, али пред комисија. Измеѓу другото, човек од министерство, некој од оној што ни предава и некој што е близко, што знае да може да процени. Те вратиме на фотографија назад од режија. Може да кажете некој од овие луѓе, дали се сеќавате? Не, апсолутно сите се сеќавам, ама еве доле од десно на лево од професорите Петар Трајковски, Среќко Георгиевски Цмко, Ставре предаваше математика. У тоа време беше директор си беше уште реков, у средината е професорка Посева Љубица, до неја измине и директорот е представникот од Министерството, директорот на гимназија, кога му кажавме сите квалитети, и Зоја Козјаклија, кој ни предаваше руски јазик. Горе, малце ми е мутно. Добро, во секој случај. Јас сум убави спомени од гимназија. Да. Идеве да изнад директорот е Димовски Драголјуб Шетко. Така. Од другата страна на Ренското Миле на Филиповски, на Владо Филиповски брат, врсен математичар беше, одличен скокаш-вис и одличен ученик, и после беше директор на проектантско биро на Пелагонија, кој градеш инженер. Одиме сега да ги прочешлеме овие слики. 1953 година разговор со народните пратеници во Скопје. Тоа парламент. Тоа не беа собрале од наша генерација. Тога, пошто ми имавме женски и машки клас, сите не собра и имаше и некои од скопски оделенија кои разговор со пратениците у новата власт. 53 година. Да. Тога бевме веќе студенти на прва-втора година. 10 годишнината од матура, 30 јануари 55 година Куманово. Да, таа е... имаше една прослава и бевме поканети, пошто бевме први генерации кои излегува како полни со цело македонско школо. Каде ова? Па мислам дека беше у гимназија тамо негде. Да, немаше такви попензни прослави. Тоа беше нешто од, гледате, јаболки или некои се... Овоше, да, тоа сега да кажеш. Тоа е кој што ќе донесе. Скромно. Да, тука десно е професор Георгиевски Цмко. Тој со мустаките е Звонко Стојанови и Хаджи Поп. Понатаму е Роко, кој беше председател на суд, Каравски. Так. Па јас, па Панчо Мишков, рентгенолог, па Джемеил Османи, и тие натаму се малце смутно, не може да ги... Добро. Кажавме. 1955 година иста фотографија, само од друг агол, ако да ја прикажеме. Овдека малку повесело. Да. Од лево на десно
сопругата на Петар Трајковски, до него Љубиша Стојановиќ, врсен интелектуалец стана, после заврши француски јазик, беше добар преведувач, есеист на за француска книжевност и едно, мислам дека најголемо признание што доби беше председател, у еден период председател на преведувачи на Југославија. До него е Томе, по презиме мора да го кажам, Мачка, после професор Цар. Император го викаат сега, така. Така ли? Така. Доле Панчо Мишков, викам тој беше, тога немаше ученици на генерација, але он беше апсолутен ученик на генерација. И други. Да. 57 или пише овдека. Тоа е едно дружење, да имаше игранки, тоа е цело дружење. Овдека посебно сакам да го истакнам доле, тоа што само главата има промулјено, што се и како е. Тоа е артистот Љушка. Така. Тоа е млади години, детски години. Крајно лево е Звонко Стојановиќ, професор по книжевност, а подосна писател и дуго работеше на детски емисии во телевизија и радио и телевизија Скопје. До него е фотографот Педе, Предраг Христовски, над него е реков Љубиша Стојановиќ. Јас во средината, не знам женското кој е, Панчо Мишков, и овие имаше тука од некои, од тука се у центарот беа војни музичари кои доста добро дружевме со нив. Да, тоа. Можда ги злоупотребувавме, пошто кога се направи горе војниот базен, не пушта пони ни вадеа, ни даваа нивни пропусници да влезем. И тоа е. Ово е некој прием за работници 57 година. Ово е слика после бевме направиле, ово е веќе крај на студии. Ко имавме Сдружение на студенти кое правеше приредби, се организиравме кој што може и правевме приредби за работници. Овдека беше ова за работници во Монопол. А иначе одевме и у Свети Николе, одевме по повеќе градови. Така. На собствена сметка. Горе лево е Столе Гудул, еден исто професор на факултет у Скопје, на медицински факултет. До него Звонко Стојановиќ. Другото не го гледам. Ова е не ги догледам добро. Доле, најдоле е Жмара. Да. Долгогодишен директор на стоковна куќа. Точно. Добро. И сега и овие фотографии тука имаме од 7 клас. Не, тие ги поминавме. Да. Дали се ова работни акции кои беа синоним за другарување во тоа време? Шамат, Сараево, потоа на Загреб, на Сава. Да. Ова е локална акција, овдека многу често у парк или негде работевме, напред е Жмара, зад него е Драги Динка и понатамо не гледам кој сум, мене ме има тука, гледам. Така. Тоа беше повеќе другарување. 29 јули 57 година. Се запишано педантно. Официрска плажа 10, не знам кој е 7, 57 година. Каква беше официрската плажа, господине Џардевски? Официрска плажа, а ова е
Гостувавме ние, се извинам, прво ќе направам дегресија малце, гостувавме ние во Лесковац, пошто ја имав колеги и пријатели да се многу лесковчани студираа во Скопје. И ние си имавме гостување кај нив, они не прима, ние кај овдека. И ова се, освен мене, другите се сите од Лесковац. Овој напред крупниот со Брковиќ, тој беше малце и во Скопје, за тоа време познат со корпуленција, беше преку 2 метра. И други луѓе. И плажата беше направена она исто на река, на Чиздел, тега реките беа чисти на Чиздел. Ова е градската плажа доле кај што сега е практично улица до паркот. Во паркот она беше исто на вада, приклучка код река Вада и од време многу често се се помине денот, ќе испушти на ден, пак ќе наполне, пошто реката беше доста издашна. Не беше бетонирана за косено и беше доста плитка. После се направи уште еден базен 25 на 25 у кој можеше да има и такмичења. А имало голема посетеност. Апсолутно. Плажата беше Ева исто тој период, тука исто многу добро другарувавме со одзади е Бране Чиче, напред сум јас, а ова десно Бране Станковски Чиче, работеше во Искра. Десно е на Карпош братаница. Така. На Ваце сестра. Васе Карпош што го викат, одека што работеше у ДИР. Ето, да споменеме и други луѓе од Куманово кои биле познати од тоа време. Секако не може да не го споменеме легендарниот основоположник на првата фудбалска екипа на Куманово, Киро Војновски Шпарт. Да. Како човек беше тој? Тој беше трговец со електроматеријали, тука на плоштад, у таа зграда што викаме на Владичеви, имаше дуќан за електроматеријали. Прв човек што донесе, продаваше звучници и некои други работи од озвучење, а и прв човек што донесе радио Куманово. Така, пошто мене ми беше Војко, он го уважаваше татко ми, дека држеше кафана и го викаше секогаш зете за тебе, за одека кафана не може да немаш радио и нормално Филипс радио му даде. А брат ми после тоа го надгради со еден грамофон и во кафаната се одржава матинеа, тоа значи пладневни игранки, затоа што тоа беше веќе време на окупација кога ноќни не беа дозволени. Ова е сегашната постои. Во студиото донесуваат луѓе фотографии од Старо Куманово, во минатото многу снег. Да. Снегови имаше, ние ко деца, уште ако се вратам понајде, се пуштавме горе кај што е седели романовски пати за гробишта и ова чински уствари. По тие, пошто доле и тоа го имавме, Гоце Здравковски го практикуваше, ги надведеше тамо и имаше неколку параски и ќе се пуштавме тука негде. Али имаше снег. Ова доле, сега што е тоа е... Вие сте во фотографија, нека звони. Вие сте во фотографија овдека и некаде во центарот на градот. Мислам дека тука во позадина... Тоа е експрес бифе беше тога и сега е банка. И имаше многу луѓе доаѓа во тој се дружија и така натаму. Така да, убава фотографија која доволно зборува. Да. Одиме понатаму. Овдека сте вие во улога на возач на велосипед. Еве. Да, тоа е истата зграда. Да прикажеме фотографија. Тоа е истата зграда која само овдека на овој дел беше војна менза. Да. Пошто беше и зградата беше војна.
Еве напред на велосипедот се гледал на стандардна пумпа. Да, стандардна пумпа и оној механизам кој исто да дава светло, као некој врста електромотор. И во тоа време, ако немаш светло, казна веднаш. Да. Доле е коцка. Ова е 29 ноември 58 година, некогашниот празник на Сафараја. Да, тоа е една Спомен костурница кај нас. Да, една група ова е со Периса на Герко Стикар кој е учело тамо, да јас и Крцун, еве го зад него тамо е Крцун, тој е еден од борците. Правивме едно друштво на есперантисти и тоа беше курс еден и со тие што беа на курс, тука е сликата направена. Меѓу другото, доле десно е војно лице кое го интересираше. Така. Доаѓаме, ако може така да кажем, до полуфинале во спортски жаргон. Ова е фотографија. Вие ќе ни објасните каде точно. Ова е Во кој дел на Куманово е ова? Ова е дел на до Божино постоеше една зграда, она како што ја викат и Кратова кафана, тоа беше железара, а и беше под земена после ослободување. Негде 56-7 година тоа се вработени во Ангросервис Куманово и тоа е ѓурџевен, видите дека е украсено со врпчиња. Така. Тој на некој беше слава. Тога постоја поред домашните слави, постоја и слави на занаетли и еснафи. Речеме касапите, Свети Рангел, сите има свој светец, заштитник и го славеа и тоа помпезно се славеше. И тоа им беше баш онака да нема конкуренција у еснафот, него да се убаво другарува и да. Знаете ли кои се овие луѓе на фотографија одека? Па не знам, тоа беа, тука е тој вториот мој брат, пошто ја работеше тамо и од тамо му е останата сликата. Овие се исто, ова е Шишко, го вика, и ова е директорот на со момент дали на имињата не можам се сетам. Добро. Фотографии скоро од 1960 година од вашите другари. Да ги споменеме сите. Ова фотографија е баш оние правите мои другари кои израснавме заедно, направено од гимназиските денови. Од лево на десно е Панчо Мишков. Реков за него дека беше одличен ученик, добар лекар, рентгенолог. До него е Миле Танасовски, професор по историја и географија и вработен во, тоа беше инспекторат, школски инспекторат, школски инспектор беше. После е Љубе, татко му беше основач на градската музика овдека, што е и една школа од кај излегува многу овие музичари кои беа практично голем дел од оркестарот на операта и на филхармонијата. Десно е со кадрот ако се Боре Кокински. За жал он почина у 21 година, веќе на почеток на студентски денови, беше развиен добро, пошто беше изузетен пливач, надарен, можеше да има спортски успеси, али времето го претекна.
Доле фотографот Педе Ристовски, Предар Христовски Педе. Јас и десно од мене е Звонко Стојановиќ, реков е еден од подобрите детски писатели и добитник на Струшки вечери на поезија за детска поезија. Одиме поратаму. Повторно велосипеди. Каде е ова Кумановска бања? Тоа е бања. У бања доле напред е Периса Николовски, архитекта, член на Кумановски октет, член на триото Носталгија. У денешно време можам да кажем дека у подоцнешните години, веќе у 70 години на живот, стана доктор на науки у една нова гранка на науката, градежна физика, која се бави со топлински изолации и звучни изолации. На таа тема и докторира. И мислам дека као човек толку упорен на повеќе фронтови, у ова професија као научник во таа градежна физика постигне навистина много. Скоро во овие европските стандарди што ги има за топлинска изолација, направи 8 забелешки кроз негови рачуници некои и ги прати како забелешка. Од тие 8, 7 ги усвоија, само една не му усвоија. Така да, мислам дека на научно поле постигна доста многу. Ова мислам дека е пред општина сегашна Куманово. Да, тука малце, уште калдрама, и коцка и... Тоа се Љубиша Стојановиќ, ова е Славица, она дојде и тука заврши од Бојановце, Миле Атанасовски, Радмила Джартовска, јас, нивна другарка, сестра на Славица и Звонко Стојановиќ. Сега таму од подзадние може да видите какви беа дуќани у тој период. Тоа е негде 59-60, кога ја веќе требаше да одам во војска. Уште не беа изградени оние на таму судската зграда и нешто. Ова е една од вашите фотографии каде што се демонстрира веселба добра. Ова е една новогодишно дружење, пошто тога и немаше, нити има материјални могуćности, не имаше што у студентски денови да си прославиме новогодишна ноќ. Звонко Стојановиќ со будната сопруга, јас со идната сопруга и Периса Николовски со една наша пријателка. Добро. 2 мај 72 година, ова е Кумановска бања. Да. Тоа е излет. Транзистор. Тоа иста друштво, тоа беше одека мотивот, што целата веселба ја правеше транзистори кои... Музика, забава. Толку. Али знаеме и со тоа и со многу скромни... Ова во чело, дали е Педе сликарот? Да, апсолутно. И неговата сопруга лево тука. Убави спомени. Ова е од залутала фотографија од 1 септември 52 година. Да, тука е ова е веќе она улица која оди према Стара црква пред Педевата куќа. Тоа ова се исти од да, исти така, углавном нешто и некои други тука што беа од наша мало. Мислам, другорувањето ни беше доста скромно, повеќе разговори, што резултира и со... Другорувањето беше на база на почит. Точно. Без многу сметки кој што и како е. Некогашниот дом на ЈНА 1957 година, исто култно место. Да. Тоа е долната сала која беше така кич декорирана со масни бои и цокла. Од лево на десно на Перо Стојко и сестра му. Педе Сигар, тамо е тој војни музичар
ова е исто една од Бојановце, па Љубиша Стојановиќ, јас и ова е Ангелина, работеше у ФЗЦ, се омржи за воен лекар, кој беше после на ВМА началник на токсикологија. Так. Со добри луѓе, мислам. 61 година, 1 јануари. И тога можеше да се деси да нема снег, ова е поглед таму чело... Скопски Дуќани. Да, лево со Скопски Дуќани, таму чело е кино Козјак и ова дел уште постоеше колко бата. Едино беше изградено овај СОК у тоа време, служба за после СДК, служба на општествено книговодство. Него Перица Николовски, ја и двајца наши пријатели војни лица. Повеќе ги Ова е ден после Нова година, 6-та година. Мушки и дечки. Со капут, карактеристика капут. Капут. Ево иста ова фотографија. 57 година ова во Скопје. Во Скопје, тоа е најбољи другарија. Ака, ама погледате како е од позади градскиот саобраќај. Така, да. Да, уште постои. И целиот поштат беше коцка. Тоа е. Ево, господин Џартевски, вие имате тука во вашиот тефтер заведено уште некои архивски податоци. Ако сакате да ги споменате, повелете, да не сме нешто испуштиле. Па, углавно спомнавме доста работи. Некои други ги памета тој по младиве генерации, ако не е ли по причини на родителите. Спомнавме за излети, за култни места, сега да ви кажем, постоеше на площад Шах клуб, кој беше многу посетен, читалиште кој беше доста посетен, после и библиотека. У тоа време многу слушавме радио, пошто друго немаше, телевизија немаше. Тоа зборам за првите години после војната, кога за нас беше нешто посебно, кога се дешаваше у Сан Ремо фестивалот, Доменико Модуњо, Милва, Мина, Гилјова Шинквети, тие беа култни пејачи, али и доста обрнувавме внимание и на класичната музика, пошто во гимназија додека бевме не водеа на опера и балет. И тоа што беше интересно, пошто немаше ни доволно вагони, вагоните беа за патниците, а нас ке не товареа оние кои што беа за не зборам за стока, онака, али макар да ние ги викаме конјски вагони, или беа за товарни вагони. И бевме задоволни што одевме во Скопје, пошто до Скопје да отидете беше многу тешко. И во време на студии, да речеме, од 50 да понатаму, основно они беше да одиме за Скопје, насабел имаше само еден автобус кој се враќаше по пладни. Повеќе тука одеа службеници кои работеа по министерства и одеа наутро и се враќаа, патуваа. Така да возот беше главно превозно средство и тоа не ни беше многу достапно, пошто беше оптератување. Кој ќе дојдеше празник, да треба да дојдеме за Божи, за Великден, знаевме да стоиме измеѓу два вагона, една нога на едно, папуша, друга на друго. Мислам да у тој однос децата просто сега не веруваат дека постоело такво нешто. И ако сум кажувал на некои помлади, дека одма после ослободување немаше ни моливи, нити хартија. Ние, пошто се уште имавме кафана, ќе се ставеше некаков оглас и тој оглас ќе чекаме само да заврши, за да го скинеме тој плакатот и од позади да се пишува. Моливчето дека дојде до Толкацко, да го користевме до крај. Так.
Затоа и беа Вика, господине измислени. Чартевски, еве, овие помлади генерации не ги наследија оние работи од од моите родители, вие од како постар граѓани на Куманово, тоа дружење, играње џамли. Сега се млади преокупирани со Facebook, со компјутери, со Па, тоа е од една страна може би е добро, меѓутоа од друга па и не е добро за нивото здравје. ама апсолутно е така, сама сега во секој време носи свое нешто. Ако ви кажам еве за нас, кој што Соколана разви спортови, кој што дом на армија, кога се отвори, почна да овдека доаѓаат и групи на оперски пејачи, пошто тоа беше по распределба, да мора да одат по републики, доаѓа врни оперски певачи на концерти. Имаше такви гостувања, значи се отиде на некој развијање на култура. Иначе, одма после ослободување се отвори библиотека и тоа благодарение на доктор Андонов, кој имаше култна библиотека, изузетна библиотека со книги од класици, како што е Балзак, Толстој, Достоевски, Чехов, ама кој да дојдеше порано до нив. Тоа беше тешко. И сега кога почна подосна издаваштво, некој појако, пред тоа се издава книги за колхози, совхози и секаде можете на канцеларија да видите дела на Ленин, претходно и на Сталин, али после само на Ленин, изузетно користени, увезени, ама само за украс, кој ќе ги читаше тие дена. Така да секоја зграда која што ќе се правеше нешто, кога се отвори хотел Кристал, веќе се створи една друга забава и една друго општење тука. Луѓето, знае, па и самото експрес бифена, ќоше, веќе ги до негде статусно определуваше луѓето да се соберат кој како ќе се дружи. Тоа експрес кафе е препознатливо, појавија се кога истражував некои работи, тука се собирале Ацо Скакла и сите други. И тука ги правеле оние планови за тие зимски турнири во Соколана, со кафе муабет. Па дури има една анекдота таму 1966 година кога турнирите се прекинуваат и Јацо Скакла на тие другите им вели нема да има соколански турнири и во цела кафана завладеела тага, молк. Значи, многу култни места во Куманово имало. Да, викам тога, еве да речеме и Ацо Димиќ Паланчански, кој напише книга за Карпош први, царот Кумановски, кој иначе докторирал во Италија на метеорологија Кумановско краја, али кој комунист после, веќе кога настанува Втората светска војна, оди во Венесуела и сега тамо кој комунист предавал на факултет. Го затварат комунист и го позатвори со малтретирање, кога се врати овдека веќе беше малце со нарушено и ментално здравје, али стално и беше интересен кој човек, да ги кажам, браво. Да. Господин Чартевски, еве, на крајот сосем уште едно прашање, ината година славиме еден голем јубилеј, 500 години од постоење на Куманово, значаен датум во нашата историја и треба да се гордееме со него. Ја се апсолутно слажам, мислам дека тоа власта, посебно градоначалникот е млад човек, треба да си преземе многу посериозно што сега мерки за да се аплицира за у Министерство за култура за таа прослава, да се направи малце попомпезно. Можда не треба толку многу да се сведе на пејачи, колку сметам дека треба да се сведе на нешто што ќе го овековечи градот. По мене за оваков јубилеј треба да се издаде некој алманах за историјата на Куманово и сите тие догаѓања. Овдека што прикажуваме, тоа са едни спомени, некој кој по-убаво ќе ги истражи, а тука Масевски е доста добар, но тој однос он или оние што ги има издадено у корени за старите кумановски фамилии, за старите занаети. Меѓу другото, он има и за овдека етнички групи кои се биле Грци, Руси, кои нивниот допринос
Па се до денеска да се направи еден добар алманах, тоа бара време. И Да. треба некој да го преземе на време да си го се припреми и тоа да остане и за генерации. Еве, јас реков во најавата, ви имате 85 години, како ви поминува староста? Активни сте доста? Па ја староста не ја признавам сега тоа. Така. Не сакам да го кажам дека е навредливо, ама не ја признавам. Јас се осеќам онака додека трае да трае, а јас си го терам животот онака, се дружам со други. Се уште сум присутен на концерти, на изложби. Сега пошто веќе задните 10-11 години се повеќе во Скопје. Тамо не прекинувам, имам доста и друштво, посетувам манифестации, посетувам и мојата фела, која сите дешавања што се Од архитектурата? од архитектурата и така да, мислам, времето ми минува премногу брго, ми се чини. Меѓутоа Али работно. сум задоволен. Работно. Задоволен сум што задните години доста пропатував по свет. Тоа ме исполнува. Сега веќе физички полека се појавуваат нели повеќе проблеми и не мислам сепак да пристанам, не мора да биде. Ви благодарам уште на што дојдовте. Јас од моје име и од името на телевизијата од срце ви посакуваме долг и успешен живот, многу здравје и да се видиме во некоја друга прилика. Благодарам за озрт и те поздравувам тебе лично да продолжиш со овакви идеи, пошто ти си човек од иницијатива, да продолжиш со сите тие твои иницијативи, да што повеќе можеш учиниш за градот да се запазат некои одредени спомени макар. Така. Ќе продолжиме ние да го истражуваме Куманово низ своето богато историско минато на КТ телевизија. Почитувани гледачи, тука некаде е крајот. Ви посакувам пријатен ден со нашата програма.